почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Вчера бевте сведоци на уште едно организирано сценарио од страна на власт. Цела Македонија можеше да види докаде се подготвени да одат тие од режимот на власт. Вистината мора да ја знае цела Македонија. А верувајте, струмичани ја знаат веќе. Асан Демов е обичен, секојдневен граѓанин со сериозно болна сопруга. Му имам приватно помогнато безброј пати, оти му беше потребна помош. 50 пати малку е, ако кажам дека му е помогнато. Но тој е еден од илјадниците на кои што имам помагано годините наназад. И замислете, тие од власта се осмелија да прават приказна против мене со човекот кој што е еден од оние на кои што му имам најмногу помогнато. Асан Демов преку пријатели синоќа испрати порака да се извини. Само иницијативно со сопругата и синот дојдоа, се извинија и си заминаа. Ке ви дадеме на вас, медиумите, само дел од тоа што тој го каже. Оти ако ви дадеме се, ќе се згрози цела Македонија. А ќе видите и што зборуваат луѓето за него, од неговото мало, луѓето од Струмица. Такви наши сограѓани почитувани има многу. Принудени пред власта да ја продаваат својата душа, под притисок, со закани, со уцени, за пари. Има илјадници и од турска, и од ромска, и од македонска националност. Во многу тешко и мачно време живееме сите, благодарение на оваа режимска власт. Сакам јавно да упатам неколку прашања. Дали Славе Гошев, шеф на штабот на Васил Пишев и ВМРО ДПМН, го осмисли и го организираше целото ова Балкано сценарио? Замислете, и двајцата се актуелни пратеници од власта во парламентот, представници на Струмица. Дали тие лично се имаат јавувано на новинарите и вчера и денеска на кои локации да одат, за да можат да земат изјава од Асан Демов и од неговиот син? Кој тоа даде налог и наредба на Абди Демиров, координатор на ВМРО ДПМН во турското мало и кандидат за советник на веќе готовата листа на ВМРО ДПМН за Струмица? Да со неговата кола Опел Омега Караван, темно сина боја, со регистарски таблички СР 1319, го организира и спроведе целото ова сценарио и вчера и денеска. Тој ги транспортираше и Асан Демов на првата локација од вчера и денеска неговиот син. Дали е точно дека пратениците лично и нивните сопартијци секојдневно прават огромен и невиден притисок врз многу луѓе да дадат изјави против Заев за така наречената црна книга која што власта ја прави за мене? Дали е точно, господа пратеници од власт, дека делите зејти, разновидни пакети, пари и закани и во турското мало, и во многу села во општина Струмица, со придружба на полицијата, која што секој ден е таму, а се уште не е ни кампања? Што да правам јас? Да ве тужам? Да се светам? Да ве разобличувам секој ден? Да дадам награда за секој доставен доказ од граѓаните за тоа што им го правите? Тоа што го правите со кротките и уплашени луѓе е грев пред Господ. Тоа се наши сограѓани, наши луѓе, граѓани на оваа наша мала Македонија. Има ли крај газењето по достоинството на луѓето од чизмата на режимот на власт? Ако вчера го натеравте Асан Демов да даде изјава против мене, а денеска го натеравте неговиот син да даде изјава пред полиција и пред камери дека неговиот татко е под притисок, што би можеле вашите монструозни мозоци да сценираат
за периодот кој што предстои пред сите нас. Алфред Хичкок може вода да ви носи за целата режија на хорор филмови кои што ја правите. Зарем не се плашите од Божиот суд? За се што правиме сите во нашето секојдневие, не следува награда или казна. И бидете сигурни дека сите ќе добиеме според заслуженото.